Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Светлина Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, темата за верата е присутна во секоја глава и во секој збор од Светото и свештено писмо, за кое што е Отец на црквата вели дека представува безобален океан на вистината Господња, бидејќи секој збор, а тоа значи секоја капка од тој безобален океан на вечноста е капка на вечност. Секој збор. Во Светото писмо нема ниту еден збор вишо, непотребен, ниту запирка, ниту точка. Се е на своето место и за се се кријат длабоки духовни содржини, до кои што треба да стигнеме, така што на почетокот таа најсвета книга на сите книги ќе ја читаме како и секоја друга книга, а потоа при секое повторување на истата ќе се трудиме да понираме во длабоките и скриените содржини што стојат за секој запишан збор. Така и денеска, возлюбени во Христа Господа, браќи и сестри, апостолот и евангелист Лука го запиша денес од нас читаното евангелско четиво, во кое што се збори за силата на верата Господња, но секогаш на некој подруг начин употребена, од некој сосема подруг агол виден. Денеска Христос проповедаше во Капернаум, во куќата на непознат човек. Што дозна граѓаните на Капернаум дека Христос е во домот на тој човек, нагрна и го исполнија домот со народ Божи. И мнозина се најдоа надвор од домот, бидејќи не можеа да влезат натре и да го слушаат живиот и спасителен збор на живиот и несмртен Бог Исус Христос. И токму во таква една ситуација, амбиент и атмосфера, дојдоа четворица мажи кои што во рака носеа носилка, а во носилката парализиран човек. И тие не можеа никако да влезат до лекарот на сите лекари и до лекот на сите лекови. Но верата нивна, браќи и сестри, ги научи што треба да направи. Не беа мрзливи, се качија на кровот од куќата, го раскопаа кровот од куќата и болниот го спуштија пред нозете Христо. Христос кога ја виде, вели светиот евангелист Лука, нивната вера, веднаш, без чекање, без двоумење, му ги кажа зборовите дека му се проштеваат гревовите негови. Внимавајте. Зошто токму тие зборови? Зошто не некој друг? Некој збор или цела една тирада на утешни зборови? Затоа што е повеќе од јасно дека причинител на секоја болест наша е нашиот грев. Гревот е причина за болестите,
а болест на телото и душата, а болестите се причини за смрт. Во куќата на човекот од Капернаум беа присутни и представници на старозаветната црква, синагогата. И кога ги чуја зборовите Христови, дека му ги проштева гревовите на болниот, тие се соблазна, бидејќи во Стариот Завет беа научени да знаат дека грев може да прости само Господ, само Бог. А кој е овој човек што проштев? Тие Христа Господа не го препознаа како Бог, како син на живиот троичен Бог. И затоа се соблазни. Христос пак, кој што е единствен, вистински и целосен познавач на срцата човечки, тоа го дозна со Духот Свет во себе. И ги праша, зарем не е полесно да се кажат тие зборови, отколку зборовите стани, земи го одарот свој и оди си дома. Ако ја знаеме, така да се изразам, етиологијата на болеста на тој човек и на секој друг. Ама за да знаете, и вели Христос, кој е Господар на животот и на светот, му ги кажа и тие зборови. Да стани, да си го земе одарот свој и да си оди дома. Браќи и сестри, токму таа вера е верата што ни треба на сите. Особено сега кога светот живее претешки дни. Кога судбата на човештвото и на светот е фрлена во невидено бедна состојба. И кога Создателот на светот и на животот ни треба повеќе од кога и да треба со јазикот на верата да му се обраќаме секојдневно и со јазикот на молитвата да се изразат нашите чувства и потреби. Бидејќи молитвата за светите отци е разговор на човекот со Бога. И тогаш кога се молиме, вели Свети Серафим Саровски, Господ молчи и не слуша. Како што кога го читаме Светото Евангелие, ние молчиме, а тој ни зборува и не учи. Еве, денеска слушајќи го него кога зборува, научивме дека верата е единственото вистинско и најмокно средство од него ставено во рацете човечки. Да испроси мир за светот. И да не спаси од сите болести што си ги навлековме. Така што нашите гревови стана побројни од што е бројот на зрнцата во морскиот песок. Но за тоа е потребна и доверба, браќи и сестри. Верата без довербата не е цел. Во човекот во кој што верувате, имате и доверба дека тоа што го барате од него може да ви го даде. А во случајот на Христос, степенот на доверба кон него е огромен.
Но во отсуство на истата, нашата вера се клати, не е цврста, не стои просто пред Господа. И затоа ни требаат сводовите на овој свет храм, за под неговите куполи, да се собери живата црква Божја и да го започне вистинскиот диалог со Бога, во кој што соборно, едномислено, со една уста и со една душа ќе го побараме се она без што иднината на овој свет и на овој човек се доведува во прашање. Амин. За многу.